Почитувани гледачи, добро вечер. Моето име е Срđan Ивановиќ, а ова е првото издание на новата емисија 30 секунди, која во наредниот период ќе гледате на сите платформи на Експрес ТВ. Во емисија пред се ќе дебатираме, а веројатно се прашувате зошто баш името е 30 секунди на оваа емисија, бидејќи нашите гости на секое прашање ќе имаат токму 30 секунди да го одговорат, односно да дадат прецизен одговор. Пред да ги објаснам сите правила, прво ќе ви ги представам гостите кои што дојдоа во оваа прва премиерна емисија на 30 секунди. Тука со нас е мојот колега Љупчо Златев, кој е уредник на Радио Лидер. Добро вечер. Благодарам. Адвокатот Тони Менкиновски, воедно и борец за човекови права. Добро вечер. Од мојата лева страна, Виктор Грозданов од партијата Гром. Иако веројатно може и друго нешто се каже за вас. Добро вечер. Да, и мојот колега од Алфа телевизија, од емисијата Заспи ако можеш, Горан Момировски. Добро вечер на сите. Добро вечер. Додам јас како што ветив прво со правилата, ќе ги прочитам и веднаш потоа одиме со прашањата. Значи, сите гости имаат право да одговараат на прашањата, но како што реков, нивното експозе не сме да трае полого 30 секунди, нормално ќе истрпиме 1 до 2 секунди колку да се заврши реченицата. Доколку од некоја причина не сакаат да одговараат на одредено прашање, гостите ќе можат нели да не одговараат, а тоа да им донесе дополнителни 30 секунди за некое друго прашање на кое што тие претпоставуваат, веруваат дека можеби подобро би го потрошиле времето. Можат и 30 секунди да се употребат и како реплика или контрареплика, значи доколку сакате да реплицирате на одредено излагање, тогаш го губите правото да одговарате на наредното прашање. И на крајот секој учесник во дебатата ќе има право на завршен збор во траење од 2 минути. Најстрого е забрането се прекинува човекот што зборува, а тоа правило важи и за водителот. Секако, во одреден дел од емисијата ќе имате право да поставите прашање на некој друг ваш Чекај да пробам да те прекинам. На некој друг соговорник, а доколку сакате можете и на водителот, односно на мене да ми поставите прашање. Предпоставувам дека прашањата беа лесни, но доколку некој нешто не свати, не е страшно, ќе повториме по неколку пати што тука всушност се говореше. Сега, за да дојдеме до темата на денешната дебата, значи тоа ќе го одредиме на еден демократски начин со тоа што едноставно ќе се произнесеме кој за што би сакал да се разговара, па тие што ќе најмногу од моите денешни соговорници ќе се изјаснат за тоа што им е најинтересно, за тоа и ќе разговараме, но пред тоа ќе идеме неколку воведни прашања, чисто нели да ја пронајдеме самите низ овој разговор темата за која што денеска ќе се разговара. Првото прашање е: кој настан според вас предизвика најголемо внимание неделава? Јас ќе го вклучам часовникот. Само да видам тука. Во ред. Еве го часовникот. И почнуваме од Златев, може од вас. Кој настан предизвика најголемо внимание неделава? Вашите 30 секунди. Имаше повеќе настани, но настанот кој дефинитивно предизвика најголемо внимание во јавноста, тоа е она кога директорот на Канал 5 Иван С. Мирчевски практично на еден или на друг начин избрака од студиото еден од гостите поради неговото недолично однесување. Сега има дебата дали смел, дали не смел, дали требало, но во овие 30 секунди немам време за таа работа. Ќе претпоставувам, можеби ќе има време, нели, и подоцна, еве сега завршија 30 секунди. Менкиновски, исто тоа прашање за вас. Кој настан предизвика најголемо внимание неделава? Еве. Па,
Законот за амнестија и законот за амнестија отвара многу теми. Тоа е и она што беше поврзано како една пропаганда од страна на власта во делот на казнено-поправните установи. И законот за амнестија отвара една тема која се вика казнена политика во Република Македонија и она што се случува во Република Македонија и сметам дека е доста важна тема. Бидејќи точно правото на слобода е неприкосновено, но не на таков начин како што сакаат да направат години наназад, туку треба да се создаде еден систем кој е одржлив и веродостоен, така да мислам дека е една од главните теми во Република Македонија која сега е значајна. Благодарам. Грозданов? Делумно се сложувам со господинот Златев, но јас ќе кажам концертот на Јосипа Лисац во Филхармонија и конечно докажавме дека имаме сала со неверојатна акустика и со неверојатен интериер, а за делот за господинот Мирчевски ќе дискутираме подоцна. Добро, ќе разговараме подоцна за Мирчевски. Момировски, вашите 30 секунди ќе стартуваат наскоро. Настанот на неделата. Дали беше, вие бевте во Канал 5? Да, бев во Канал 5 на настанот што според Златев е најважен. За мене е сосема друг настан најважен, а тоа е признанието на председателката на Врховниот суд дека имало жесток политички притисок врз највисокиот суд во Македонија. Имаше посета на Агилер, Експрес МК го објави прв тој скандал, би рекол, во Врховниот суд и за жал скандалот е уште поголем ако се знае дека ниту владата, ниту јавниот обвинител не реагираше до сега. Времето измина, одиме ние со второто прашање. Значи, од настанот се селиме за личност на неделата. Златев, имаше ли некоја личност што... Председателката на Врховен суд, затоа што се одважи јавно тоа да го каже, дека имало политички притисок. Тоа е. Благодарам. Менкиновски? Ја го делам истото мислење. Значи председателка? Да, апсолутно. Јосипа Лисац ли? Не, Јосипа Лисац, личност на неделава е дефинитивно председателката на Врховниот суд. И секоја чест и конечно да ја разбиеме фамата дека целиот правосуден систем не е корумпиран. Тоа би било глупо јас да кажам некој друг, освен заради тоа што за мене тоа е настан на неделата, но можеби таа титула најличност на неделата може да ја делат председателката на БСАД, ми се вика на Врховниот суд председателката, професионалец, значи во судството долги години, таа нема никаков директен линк со ДУИ, што е многу интересно да се знае, затоа што според мене таа и Агелер се личности на делата, затоа што Агелер отиде таму во посета, ако се сеќавате, и практично ја понижи владата, да не должиме многу. Добро, значи имаме тука едно прашање. Веројатно е поврзано со второто, вашите одговори, дали имаш одредена изјава, интервју или говор кој ја предизвика внимание во текот на оваа недела? Дали е повторно судиката? Не, мене оваа недела неголемо внимание ми предизвика, верували или не, една изјава на министерот за транспорт и врски Благој Бочварски, кој рече дека ние требало да ги приватизираме македонските железници. Затоа што сум човек кој многу ги прати економиите во светот, еве да речеме Велика Британија имаше една таква авантура уште од времето на Тачер и сега се повлекуваат од таа работа. Значи, пробуваат да излезат од приватни железници, а некој сака да ги приватизира железниците, а тоа не е ни можно, затоа што станува збор за бизнис кој е тотално неисплатливо да биде приватен. Благодарам. Менкиновски? Па, истото како и Златев, оваа изјава и кај мене разбуди доста интерес. Не од причина што се согласувам со министерот за транспорт и врски, туку треба да видиме свесни дека треба да воспоставиме нов процес на национализација, на враќање на оно што е народно, или јас сум поборник за национализација на Евана, за Чегрен и Галиште беше да видат собственост на македонците, на македонскиот народ, се оно што е
јавни објекти, јавен интерес да биде собственост на Република Македонија и на македонските граѓани. Имам право на реплика? Да. Ајде, повели. Ама немаш после право Да. да одговараш на следното прашање. Ќе реплицирам. Ајде. Сакам да му реплицирам на Менкиновски. Во капитализам многу е тешко да се изведе национализација и таа национализација ќе не чини како држава и како народ многу повеќе од тоа овие компании да останат во приватна собственост. Го спомнавте примерот со Евана Македонија, доколку Македонија се дрзне да ја национализира Евана, тоа ќе значи дека ќе плаќаме огромни пенали по меѓународни арбитражи и така натаму, и на крај ќе ја банкротираме цела држава само со тој потек. Може сега јас да му Контрареплика? реплицирам? Да, контрареплика морам. Проблем? Контрареплика. Повелете. Не е така, бидејќи сум добар познавач на меѓународното право. Значи, монополските позиции на пазарот секогаш се санкционирани со национализација, така да оно што е собственост на граѓаните на Република Македонија треба да си остане на Република Македонија. Поготово Евана, кој има монополска позиција на пазарот, кога ќе влеземе во Европска унија, ние тек тогаш ќе плаќаме пенали зашто имаме монополска, значи позиција на пазарот на одредена компанија во судот во Луксембург. Завршив. Благодарам. Може би имате уште нешто да кажете, но Не. ги строшивте вашите адути. Продолжуваме, Грозданов, со ново прашање. Доколку е ред, дали имаше некој... Продолжуваме со Истото прашање. да, што почна да А, одговара. да, со истото прашање, да, јас се извинувам, да. Повели. За мене е Артан Груби за раскинувањето на договорот со кинезите за патот Кичево Охрид и дефинитивно она што го имам зборувано кај колегата Момировски во неговата емисија на ТВ Алфа, дека продолжуваме со небулозите и со континуираното незнање што значи инвестиција во автопатишта и што значи лакомост во приградењето во патиштата. Артан Груби и со Бехтел Јенка и со ова со Кичево Охрид само ја покажува својата да не кажем. Големина, да, кажеме. Момировски. Делумно согласувам со Грозданов, но за мене најинтересно ми беше интервјуто со Натја Чулев за Заспи ако можеш. Го правиме со колегата Драган Милосавлjević, каде што кажа неколку страшни работи. Прво, дека шефот на Агенција за разузнавање нема поминал детектор на лаги, полиграф. Второ, дека во Тетово имате 20 луѓе од Бангладеш, работници кои што во мај биле одбиени заради безбедносни причини, а во октомври добиле дозвола за работа, иако Бангладеш е многу сензитивна земја во тој исламски тероризам, мислам дека е доволно да не злоупотребувам. Наке Чулев. Во ред и сега следното прашање, значи моите гости од моја десна страна немаат право да го одговараат. Не, можат да одговараат сега, но на крајот ќе им се одземе пола минута. Да им Ја дајме- ќе одговарам. Може да ви дајме по 10 секунди. Ајде, Може да се прва откаже емисија. некој, да. Да. Дали имаше скандал, најскандал на неделата? Не одговарам. Добра, Минкиновски? Не одговарам јас, можете. Ајде, ги искористите Да. вашите. За мене најгаф или скандал, како сакате да го кажете, е пречекот на господинот Маричич, на господјата Урсула фон дер Лајен, со букетот. Прво треба да научи нешто од покојната Јана Пепелјуговска, која што беше протокол мајстор на покојниот Киро Глигоров, за ние кои што се постари се сеќаваат. И само да му пренесам една порака, дека бугарите не се внесуваат во уставот, така кој што татко му го внесе тепихот кој што му го купија двајца адвокати приправници, за кој што не одговори никош во својот живот за 200 евра. За мене скандал на делата е, тоа се случило порано, но сега го разбрав исто така од Натја Чулев, дека министерот за внатрешни работи Оливер Спасовски нарачал и платил $1.965.000 за услуги од израелска компанија, Elbit мислам дека компанијата, еве може да не, ама израелска компанија која што треба да направи сервис на македонските дронови, а Спасовски самиот со наредба ги ставил во хангар, не се користат, израелците не дошле, не направиле никаква услуга, дроновите не се функционални, а македонските граѓани изгубиле $2 милиони, речиси.
Значи, парите се дадени за... Платени се, да, А платени се. нема никаква... Никаква услуга. Тоа е типично македонски, јас би го фолклор наш. Добро, продолжуваме значи со овие генерички прашања кои ни се за почетокот и сега, значи сме имале скандал, сега дали имаше некаков гаф? Златев? Заев, за жал, веќе не е дел од политичката сцена во Македонија. Добра, ма сакаме да го... Така што не се сеќавам вака баш на некој гаф од недела. Веројатно имало, ама не сум прател сега. Дали има, кој има, но еве, во овие уште 10 секунди кои ми преостануваат, морам да кажам дека навистина ми е жал што Заев не се појавува толку често по медиумите, па да се забавуваме со овие гафови, нели? Благодарам. Бенкиновски? Па видите, гаф на неделата е она Исмет Рамадани беше така, значи неговото тврдење прво тој треба да свати дека како политичар е под твој надзор од јавноста. Значи и таквиот однос во емисијата во која присуствуваше и Горан Момировски, значи едноставно е еден од најголемите гафови, тој не сме да си го дозволи тоа. Не сме да си дозволи таков настап каде што ние македонците ностоп ќе се докажуваме дека не сме националисти. Тоа е најголемиот гаф, тоа е мислам според мене. Благодарам. Грозданов? Гаф сам по себе Бојан Маричич што воопште постои на политичкава сцена и што е таму каде што е, а друг гаф е Исмет Рамадани, еден за мене прекрасен господин со кој што сум бил на 3 дебати и не смееше да си дозволи да мафта со прст кон новинар и да му кажува добро е додека ја зборам како албанец за да не почнат другите да зборат. И тоа не е само гаф, тоа е и скандал и така нато. Така да двете прашања се едни во друго врзани. Зато едно по друго ги поставуваме. Момировски? За мене гаф на неделата е Ковачевски премиерот, кој што сега најави ревизија на Охрид Кичево, а само ланската година некаде ми се чини дека беше март, министерот за транспорт и врски Бочварски го натера да стане пред цела сала и да каже стани благо и да те види сала, нели тоа познатото негово... Да, цаци. За да сега, после година и 6-7 месеци, владата да свати дека не оди никаде тој проект и сега ќе го ревидираат, ќе прекинуваат договори не само на делата, тоа е за мене гаф можеби на годината. 180 милиони долари анекс потрошени плюс за тој автопат. Благодарам, јас ќе додам, јас приметив еден гаф, а тоа беше она килимче со кое што ја пречека фон дер Лајен. Нешто што требаше да биде црвен тепих, изгледаше како на Аладин килимчето после саат и пол тепање со Џафар. Си извинувам. Добро, сега, дали можеби некој каже некаква идеја, нова идеја во нашата република, во нашата Република Македонија, со која што ќе се реши некој од проблемите. Златев, дали сме приметиле такво нешто? Па да, Благој Бочварски даде идеја да се приватизираат железниците. Сега колку е лоша таа идеја, тоа е сосем друго прашање. Дали имало добра идеја? Ама добра идеја не видовме барем вака, ја неам видено. Уствари во Македонија добра идеја кој знае од кога неам видено. Тоа е проблемот, веројатно. Мислам дека ние кубуриме со добри идеи, а за лоши идеи сме шампиони во Европа, ако не и пошироко. Благодарам. Менкиновски? Идеја некаква добра? За жал не, ама контра идеја е законот за амнестија, кој значи сакаат да решат еден голем проблем во Македонија. Значи таму имаме негде моментално 2,5 до 3.000 луѓе кои се лишени на слобода и сакаат да создадат една така неказнива политика на Република Македонија, сакаат да го урнисаат целиот систем кој исти 30 години и цело време се труби дека условите во затворите се бедни, тие се 30 години бедни, а сакаат сега со еден закон да пуштат одредени луѓе на слобода бидејќи доаѓаат избори и тоа е целата беда која мислам како лоша идеја, се извинувам. Добре. Грозданов, имаше ли добра идеја, освен концертот? Па имаше од Љупче Георгиевски, он вели дека следниот пат најверојатно би го истепале во Канал 5. Па ја да го подсетам дека он во 2001 година
сакаше да ја сруши Канал 5 до темел и сега кога би дошол као гостин, еве, тоа е добра идеја да Канал 5 стварно да го претепа. Не мислам тоа е вака добра идеја. Добро. И затоа што на барикадите во 2001 година е на лице место сопругата токму на Иван Срмичевски. Реплика. Ајде. Знаеш дека за оваа твоја добра идеја може кривично да одговараш. Сега тоа е Ради тоа. тоа што повикуваш човек да биде истепан. Може да биде претепан као би и вокабуларно. Он предупредува да не биде претепан, предпоставам тоа е идејата. Не, да биде претепан вокабуларно. Вербално само, да. Да се да објасниме Да за се да да не... објасниме. Благодарам ви, колега Златев. Еве ти ги давам овие 5 секунди слободно. Добро, ајде ќе И јас ги препуштив моите секунди на останатите. Добро, сега ова прашање сите ќе мора да го одговараме, бидејќи ќе едноставно на еден демократски начин по демократски пат ќе се обидеме нели да договориме за што ќе говориме. Само ако може јас да докажам околу прашањето, заправиме кај околу идеите. Имаше неколку добри идеи, сега не можам една по една, немам време да ги елаборирам. Од Гродана Кочовска Димитриевска, подпредседателката на ВМРО ДПМН околу финансиската криза во која се наоѓа Македонија и како од тоа да се излезе. Сега повторно кажам, не можам детали, меѓутоа треба да се види таа емисија повторно заспи, ако можеш малку да се морам да приватизирам, нели, емисија да искористам за промоција, затоа што ние сите знаеме каде се проблемите. Мислам дека и овде ќе разговараме подоцна за тоа, но ни требаат решенија. Гордана Кочовска Димитриевска даде неколку пункта каде што Македонија може во тој финансиски оддел да ги надимине проблемите, црната економија пред се, нели, плаќање на даноци, нешто најмногу не боли. Александар Писарев, колегата, пред неколку дена објави за платичарска улица не се издаваат фискални сметки. Парагон, блокче. Тоа може да е и скандал, и гаф, и страшен проблем за Македонија, но ете тие идеи што ги даде Гордана Кочовска Димитриевска може да се имплементираат. Измина 30 секунди, сега одиме сублимирано од тоа што досега беше истакнато. Кои се најголемите предизвици со кои се соочува Македонија во моментов? Златев? Најголем предизвик со кој Македонија се соочува не само во моментот, туку веќе подолго време е убедливо простотилукот и алчноста. Значи два се. И Ама чија на народот или на политичари? политичарите во многу наврати се и одраз на својот народ. Не доаѓаат тие политичари, никој не ги спуштил нас овде од Марс. Тие се наш производ, наши деца. Тие се живеат во духот на овој народ. Благодарам. Менкиновски, кој е најголемиот предизвик на Македонија или предизвици? Моментално хаосот, мислам дека не знаеме каде Кај да тргнеме? кај патуваме и што треба да направиме и дефинитивно, значи и во хаосот владее ред, нели таа теорија, овдека нема никаков ред и поредок. И мислам дека ќе се, јас сум оптимиста дека работите за брзо ќе се завртат и дека тој хаос ќе биде надминат, но најдобро е во хаос, најдобро се краде во хаосот, најдобро се уништуваат животи и така натака. Тоа е. Благодарам. Или како беше во магла или во Грозданов, значи, дали е хаос или пак може да се препозна што е тоа најмногу и причина Македонија во моментов? Најмногу и причина Македонија што многу интелектуалци молчат, од кои сакате факултет, сакате од архитектонски, сакате од металуршки, сакате од рударски, сакате од машински, електро, сакате од финки и така натаму. Научниците молчат, МАНУ е депласирана и декласирана институција која што нема се занимава само со паушали финансиски и со тоа дали некој од нив ќе биде кандидат за председател. Едноставно се нема тотална идеја што и треба на Македонија. Македонија да во Европска унија, но прво да се свртиме кон нас. Ја во овој момент пишувам многу колумни во дел за рударство, кои што носат многу пари, меѓутоа тоа подоцна. Колумните? Не колумните, збориме или рударството. Сигурно не носат. Колумните не носат сигурно пари, Напишано рударството. на 1000 колумни не носат пари.
Не, зборам за Да, рударството. според се Само разбавме тоа. мала шега, значи некаде на почетокот смее да се шегуваме. Ова емисија. Дозволено е, значи. Дозволено е, Чим е да. дозволено, добро. Момировски, Иако ова прашање не дозволува шеги, за мене главна теза што ја разработувам последниве неколку години е дека македонците, македонската држава, македонските граѓани, како сакате, може да ги спаси само правна држава. И тоа е најголемиот проблем на Македонија во моментот, најголемиот предизвик. Не можеме да преживееме ако не функционира правото. Ние во емисија зборуваме за 10-15 теми до сега, не споменуваме дека во центарот на Скопје нам се случи 2 пати за 2 месеци да имате пукање во трговски центар. Тоа е, и ние не знаеме кои се луѓето, никој до сега не ги фатил. Ние сме обличени јавно да дознаеме. Се плашат луѓето да додат во Истгейт, во трговскиот центар. па добро, се отворија нов мол, па може би. Затоа ги нема. Ќе се Не се префрлат припука таму. таму, па ќе одиме. Се шегувам нормално. Сега да ја утврдиме темата на денешната дебата. Слободно кажете зашто мислите дека во моментов е најбитно се дебатира. Еден по еден. Еден по еден. Мислам дека најбитно е да дебатираме за тоа дали Иван Мирчевски имаше право да го избрка гостинот Рамадани. Исмет Рамадани од студиото на Канал 5 и моралните реперкусии и од неговата одлука, но и од однесувањето на господинот Рамадани. Сметам дека ова е важно затоа што јас имам една теза дека власта сака да исценира етнички конфликт по кој ќе прогласува вонредна состојба и на таков начин ќе се обиде да ги одложи наредните избори. Менкиновски? Прво сакам да кажам дека ми се допаѓа до сегашната дебата и мислам дека е авангардна и треба да продолжите и да продолжиме вака во овој стил, бидејќи треба, како што кажем мојот соговорник, да се чујат многу гласови, многу луѓе да излезат и да кажат ако сакаат да ја сменат целокупната ситуација во Република Македонија и многу работи да не се прекјутуваат. Сметам дека најбитен она што тема треба да биде амнестијата, бидејќи отвара неколку работи кои и владењето на правото и така натака. Тоа е моето мислење. Да. Сосем легитимно. Виктор? Па ако го слушаат Менкиновски, тогаш немаше да имаме инцидент како што се случи во Канал 5, за кој што му давам максимална подршка на мојот драг колега и пријател и другар Иван Мирчевски и као човек кој што 22 години работи во медиумите, можам да и како поранешен директор на Канал 5, можам да дам свое видување на целата ситуација. Во нормална ситуација тоа немаше да се случи, бидејќи сме во ненормална ситуација и зашто нема владење на правото, се случи тоа што се случи. Значи и вие како Златев би Апсолутно. сакале да се разговара за На Вател, на на Мирчевски. Ласкев. Добро, да. Мировски. Вие бевте таму. Да, бев таму и некако не сакам многу на таа тема да зборам. Имам тука две дилеми. Со оглед на тоа што веќе двајца имаме што имаат иста тема, очигледно ќе ја зборуваме таа, но сакам да кажам дека Иван Мирчевски не смееше да ја прекине таа емисија како директор, но Тоа ќе го зборуваме подоцна. смееше да ја прекине како автор на таа емисија. Се тука треба да видиме дали е тој автор на таа емисија за да продолжиме пратам. Очигледно е Сега само како ќе гласаме. Не знам дали Па не, водителот има право на глас, не го дефиниравме тоа. Па добро, тука водителот за разлика од некои други медиуми има право на глас. Па ако добро разбрав, ако сме 2 на 2, тогаш ќе решава спикерот. Има нема на и една парламентот. разлика тука. Има една разлика. Да, разликата е што нема потреба у видео да се вклучува. Тука е, на лице место може да не избрка. Да, значи, тоа што веќе имаме двајца луѓе. Значи, кои што доколку има- Момировски и вие мислите дека треба да разговараме Не, јас за... би зборил за Врховен суд, да бидам искрен. Врховниот суд ми е многу побитна дебата, но добро, ако евентуално можеме Добро, да очигледно емисијата, дека- и можеме и две, ако не е проблеми, две теми може да обработиме. Може да обработиме и Тоа две проблем. теми секако, но сега ќе одиме со првата тема, па ќе идеме подосна. Има луѓе тука, нели, кои што имаат и одредени обврски. Треба да бањаат стигнат, бебиња. треба да бањаат Согласуваме бебиња. тука и за тоа. Нормално, треба да бидеме и Тоа колегијални. шампоните се многу скупи, еве да кажам, јавно да протестирам. А и Добро, ајде, тогаш, бидејќи имаме човек инсайдер, кој беше учесник во
таа емисија, Момировски, ајде прво вашите видување, општо како го проживеавте си до тоа таму? Па да бидам искрен, ми беше жал, не е за жалење колегата Видиновски, но ми беше жал што беше предмет на напад, еден непристоен напад од Исмет Рамадани, кој што нападот го направи според мене една работа да ја продолжи таа теза на дел од албанските политички партии, секогаш кога се зборува за лоши работи, корупција, криминал, да се свртите на национализам. И вториот момент, тој навистина беше во многу тешка ситуација во емисијата Исмет Рамадани, тука јас сум виновен, морам да признам, беше притиснат сериозно и се обиде да ја сврте темата и за негова среќа успеа во тоа. Добро, Златев, како вие го видовте се до тоа таму? Дали Таа мачна емисија која што... првиот дел од емисијата, овој за кој говори Горан, да бидам искрен, не го гледав, затоа што не ни гледам телевизија. Отпосле го видов само радио вториот. гледате вие, да. Вториот, не, генерално, Радиото е гледано одвратни на се живот. телевизиите во Македонија. Целата програма е одвратна генерално и дебатниве емисии Ќе дојдете во заспеј, не ако можам можеш, да ги ќе дојдете. Нема не можам да ги изолирам нели од другиот дел и кога ми кажа после гледав нели на YouTube сето тоа, како го видов, дали Канал 5 има право? Да, има право. Дали Мирчевски е тој што требаше да го прекине тоа или можеби Гоце Михајловски има повеќе нели тврдења. Главниот уредник. Јас не знаев дека е автор Мирчевски, ако е автор има право, ама сега да бидеш па и директор и автор, дали е етички, тоа не знам. Да ставиме Сметам нешто- дека Гоце Михајловски требаше да биде оној кој ќе ја прекине емисијата. А право, да, има Канал 5 целосно право. Минкиновски, вие баш и не сакавте за оваа тема да се... Да, не сакав, но добро е да зборуваме за слобода на изразување и од една малце од поинаква призма, слободата на изразување и она што е пракса на Европскиот суд за човекови права. Иначе легитимно право беше на Мирчевски да ја стопира емисијата и како директор и како автор, бидејќи во таа беа искажани многу навреди кон нас македонците, значи од поинаков аспект со тоа што се заканува, значи едноставно нели албанците чекајте, прво и основно тоа е јавна личност во Република Македонија кој подложи надзор, двоен надзор. Например, има една флоскула, само тука ќе завршам, еден надпис на ваш колега новинар, каде што вели на министерот за финансии му се длабоки џебовите и бил на значи одведен на суд и така натака и суд во Страсбург вели нема тука навреда, значи тој е министер за финансии, јавна личност, има еден куп резолуции, протоколи, значи Европска конвенција за човекови права, значи која Да ставиме нешто и за другото прашање. Виктор, вие си дадовте подршка за Мирчевски, но како го видовте прво целокупната таа емисија која стои толку трага во Па не, прво нема потреба толку да се скандализира. Прво самиот Мирчевски нема потреба да се скандализира, сега дали имал право или немал право. Прво да прашаме кој е Исмет Рамадани од позиција на советник на премиерот и претседател на Евроатлантскиот клуб, како и да му се вика, да мафта со прст и да вика добро е дека јас зборам, да не почнат другите да зборат. Што сака он да ни каже на нас? Не многу ме интересира. Што сакаше да ни каже господинот Рамадани? другите албанци, така беше? Другите албанци. Да. Значи, сака да ни каже ќе ве внесам во војна, ќе земеме пушка, како она од Телеком што викаше сега чизмите ќе ги облечам. И Мирчевски е автор на емисијата, второ таму има продукција, телевизијата е комплексен систем, точно е дека Мирчевски е директор, меѓутоа водителот са тука имаме сведок са и така натаму. И Исмет Рамадани е апсолутен кривец во целата оваа позиција и Мирчевски јавно го повика Ковачевски да го разреши од сите функции. Тоа е по-фер и наф. Златев, да го вратиме редот. Дали беше во ред да се игнорира водителот во студиото и неговиот директор да ја прекине емисијата, се вклучи и да ја прекине емисијата? Зборуваме нели како новинари. Види, колегата Видиновски самиот не протестираше на тоа што беше прекинат. Иако јас мислам дека до тој момент и Видиновски одлично се справуваше со цела таа состојба.
Сега не може ја да речем дека е проблем што му ја прекинале емисијата на Видиновски, која Видиновски не гледа дека за него е тоа проблем. Се нова прашање не сум релевантен да одговорам и сметам дека треба колегата Видиновски да си одговори, иако тој као што гледам нема проблем со ова, така што веројатно автора кој е на емисијата Иван Мирчевски, веројатно тој стои зад проектот и веројатно има право на ваков интерференс. Сега дали може и автор и директор и така натаму, па од друга страна јас сум морална дилема као и директор и главен уредник на Радио Лидер. Не можам баш, некако не ми е до крај целата работа прецизирана, но она што ми е па проблематично е што без овие факти да ги имаат, да ги разгледаат и едното и другото новинарско здружение завземаа ставови. И ЗНМ зазема став против Канал 5, МАН про Канал 5, а и двете без вака детално етички да ги разработат ситуации. Малку отиде една минута, Златев, си извинувам, ама... Ќе прогледаме низ прсти, Менкиновски. Не може така. Јас мислам дека говорот на господинот како беше? Рамадани. Рамадани, да. Рамадани. Да, Шефкет, не, како беше? Исме, да. Значи повикуваше прво на национална нетрпеливост. Дај да видиме содржината на говорот. Значи, знаете, вие имате во правото, значи можете да добиете човек со действие. Ме разбирате? Со действие, ама можете и без действие. Не, прашањето беше дали е во Начинот ред. на елаборацијата на господинот Шефке, тоа не знам, Рамадани, плюс 30 секунди, затоа што излатат има 40 секунди. на господинот Рамадани беше повикување на национална нетрпеливост. И тоа е она што на вистина ние треба да го гледаме како случај. А дали е бил исклучен или не, тоа е политика на, значи, сега не влегувам во другиот дел, но значи легитимно право е да спречите таква национална нетрпеливост. Што ако утре каже на пример ево тој Шефкет Исмет Рамадани дека ево кукастите крстови се уваа свастика. Ова е реплики. Мислам не е во ред. Мое мислење значи друг. Ама не, од тие од крајот ќе кратко. Ај, добро, ајде од крајот, ајде. Господине Менкиновски, мислам дека е некоректно и малку со дози на национализам ова Исмет што го нарекувате Шефкет. Не го запамтив, ме асоцира не лико Најверојатно господинот Менкиновски мисли на Шефкет Рамадани од Балкан Кан. Шверцерот на деца и така Добро, натаму. тој го има и во... И тоа е проблем на Исмет Рамадани. У моментов кога така ќе се кога несвесно ќе се асоцираш во тој дел. Не беше ништо, мислам. Ја така со Џабир Џемил стално ми доаѓа. Во ред Шефкет Рамадани ќе го има и во песните на забранjeno пушење. Сараевски пејатор да су десетирани. Видиш, позитивна личност. Да. Виктор? Нека продолжи господин Момировски, он Значи, беше сведок таму. Се откажуваме во корист на Момировски. Бидејќи ќе бидам Дали е во ред? Директорот? Такво правило се пренесуваме по 30 секунди. Не, нема такво правило, но не може да тераме човек да Добро. одговара ако не Он ќе сака. си има на крај 30 секунди плюс, предпоставувам. Да, се откажа, јас си ги користам една минута. Мислам дека Мирчевски, освен тоа што е автор на емисијата, така рече тој, сакаше да го заштити новинарот. Јас така го видов тоа, заради тоа Така и што... беше. Да, го видов, заради тоа што Видиновски е млад, но искусен и одличен новинар и одлично се справи таму, меѓутоа има нешто што ние како новинари, па и уредници, некогаш не можеме да видиме, а менаџерите на медиумите можат да го видат. Ако вие сте обвинети во емисија дека ширите национализам, многу опасна и етикета, а и многу опасна законска рамка која што ги следи телевизиите. Не знам точно кој е членот таму, ќе проверам што 30 секунди од Викторче, кој што може да ви ја одземат дозволата за работа доколку вие ширите национализам. Не е тоа толку едноставно. Виктор Грозданов е експерт за медиуми и ги знае законите подобро. Точно така. Мислам дека е Ќе го така. прашаме Да, подоцна тоа. и е многу специфична работа. Повторно ќе речам, јас имам проблем со прекинот на емисијата заради слобода на говорот. И Исмет Рамадани дури да пцуеше во емисијата, според мене не требаше да се заврши таа емисија, но сепак авторот и менаџментот се решава на крајот, така решија за жал
Јас моето што си го имам си го кажа во емисијата, така што не беше проблем. Дали може само да додадам 30 секунди? Може. Бидејќи сметам дека е релевантно. Треба да земеме во предвид, се извинувам, значи во предвид дека Канал 5 беше ставена во извештајот на ЕКРИ. Значи за Европската комисија против расна дискриминација. И сега тоа му значи каде што Канал 5 е наведена како телевизија која наводно шири нетолеранција кон бугарите, но она што е многу битно, самите бугари во Република Македонија кажаа дека не е тоа така и така натака. Сега ваков случај значи Етикета може. Да, етикета му дава право на директорот да врши многу подобар надзор над емисиите, бидејќи иако таа етикета е неправедно заслужена, нема никакво етикетирање на бугарите и самите бугари го кажуваат, значи доволно му дава право да се вклучи во телевизијата и зборувам како директор на телевизијата, од правен аспект зборувам, и да каже дека не е дозволено да се етикетира и да се шири национална и верска, да речеме, омраза кон одговорот е другите. дека директорот е Според мене херој. правно во ред е тоа Според да се мене херој. Еднашка треба да се одбере страна во животот. Добро. Розданов, какво е вашиот став околу Мене ме ова? Вие сте биле, прескокнавте. ќе се вратиме. Како е вашиот став околу ова прашање? Дали беше во право? Дали има такво право? Мирчевски брутално ја спаси Канал 5. Значи, на најбрутален начин ја спаси Канал 5 од една многу непријатна ситуација. Не е прв пат Канал 5 да биде етикетиран. Етикетиран уште од поодамна, уште од времето кога Миленко Неделковски имаше емисии за хомофобија, каде што Агенцијата за медиум измислуваше дека имало хомофобичност ако употребиш израз педер. А педер е учесник во педерастија, а педерастија е сексуален чин помеѓу двајца мажи. И кривично дело беше. Некогаш било, а педер може да биде и како не човек, сам има две значења во До македонската. 91 година. Значи, сега збориме, значи Канал 5 има низа на такви представки и то токму Даштевски, како сега кој што е председател на Државната изборна комисија, беше председател на комисијата за дискриминација. И Мирчевски ги знае сите правила. Значи он не е од вчера сега. Мирчевски е 30 години новинар. Не е он класичен директор. Бил и музички уредник, и уредник на емисии, и ова е негово дете, што се вика само вистина и само интервју, стварно се вложил во целата таа приказна, не само што го спаси Видиновски, туку ја спаси телевизијата со кое што сега сам се стави на еден тенок мраз за утре што и да направи, да може кој како сака да го карактеризира. Мене највише ми е жал што не излегуваат оние кои што стварно разбираат медиумска слобода и оние кои што навистина го разбираат медиумското право. А тие се 5 до 7 луѓе. Еве, например, Снежана Трпевска не искочи да каже нешто старо. Се извинувам само Ајде, Јована Иденовски. Не коректни се да биде. Не збориме за новинарите. Не, ама добро, Да, должината. да, се извинувам. 3 минути и 30 секунди. Не, добро, се извинувам. Должината на масата овде мора Името на се нашата почитува. емисија е 3 минути и 30 секунди од овој момент. Повелете. Златев, ајде истото прашање. Смееш ли ова еден директор си го дозволи? Прво да ви кажам дека имате среќа што јас не сум директор на овој медиум, затоа што зборот што го кажа Виктор, јас ке го избркав од емисија по кажувањето. Немаме директор кој ќе се вклучи. Да, сметам дека во етерот треба да ја вратиме културата. Доволно ни се бљувотини и пцости што ги имаме по интернет. Дај малку конвенционалните медиуми да ги направиме да личат на нешто. А со овие зборови, таа терминологија баш и не може да личат на нешто. Не говорам сега тука ни позитивно, ни негативно во однос на ова што се случува со Канал 5, но она што можам да го кажам е дека да, Канал 5 имаше право да реагира. Јас зборев за методологијата и за тоа кој и како. А дали има право да реагира, на сите не е јасно дека има право да реагира и дури сметам дека во минатото кога не се реагирало на одредени телевизии, особено за дискриминација и за ваков речник, тоа било проблем. Благодарам и Момировски. Затвориме Само да не го бранам сега Грозданов, меѓутоа го употреби зборот што го употреби премиерот, екс-премиерот Заев, нели Педер,
на времето за да објасни, да даде дефиниција зошто Канал 5 добил преставка, значи него потреби со цел да навреди Тој збор некого. не е за воетери, не е за Не, достоинствени мислам дека- културни луѓе да го зборат. Да, тој Тоа е историско, македонски речник. да, историско-антолошки збор кој го имаше во кривичното право до 91 година. Ја не измислив ништо. Да, значи Тоа сега слободата да- на говорот, значи не може да не ограничи, значи мотивот, ако ние со тој збор сакаме нешто да направиме, тоа е веќе нешто друго. Не, А сега ние со само реплика. зборуваме за значи нешто што било, така. Ајде, прво Реплика, да... бара реплика. Ама ти да се докажеш, прашањето беше дали директорот на еден медиум има право да се вклучи така и да избрка гостин. Тоа беше прашањето. Еве Јани вас да ви се Поставивте. вклучи вака. Во само вистина, во заспие ако може. Значи, немаме дилема дека доколку мене ми се случише тоа, немаше да биде прекината емисијата, тоа сигурно немаше да се случи, но повторно ќе речем, Канал 5 си има посебни правила, си имаат нивни релации, авторот и директор, и си имаат, не можеме да коментирам многу. И тоа, ако зборам за себе си, не можело, имало порано, јас сум 30 години во телевизиите, имало порано јавувања во живо каде што сум се јавувал, имало во емисии, интервенции, никогаш тој што се јавил, ни директор, ни уредник, ни моćни фигури, ни бизнис фигури не успеале заради тоа што сепак побитно ми е тоа што јас го мислам отколку некој што не е овде на масава. Ние си знаеме Во ред. целата ситуација. Ајде, Златев, каква беше репликата? Околу делот на слободата на говор. Доколку ваквата агресивна терминологија зачинета со пцости се изфрли од националните телевизии, тоа не значи гушење на слободата на говорот, затоа што тие телевизии се носители на јавно добро. Тоа добро се вика национална концесија. Кога ти носиш национална концесија, ти треба да правиш одреден придонес во општеството. Една од клучните дејности на медиумите што во Македонија се занемарува е едукацијата и создавањето на култура во земјава. Ова беше реплика Ние на Менкиновски? немаме, да, ние немаме во Македонија ниту една телевизија која создава култура, ние имаме телевизии кои создаваат исклучиво шунт. А мислам дека е друга тема. Само момент, јас како писател Влегуваме во друга тема. потполно се служувам со Златев, но е веќе друга тема и јас би апелирал да се вратиме на На тоа што вистинскиот пат, да случуваше. се вратиме Да, на не, па, вистинскиот на пат. вистинскиот пат. да Не се на вратиме. најдолгиот, ама на Не на најдолгиот, да. Да. Добро, сега, дали е ова, ќе го фатиме редот пак со Златев, дали е ова до сега, ова што господинот Рамадани го каже во студиото, тоа најстрашното што еден политичар го кажал и тоа ги навредило припадниците на некоја друга нација, друга политичка партија и дали ова најголемиот инцидент што до сега? Многу пострашни работи сме слушнале, пример, не знам, за еден села не нарече словенско агресивно племе, како беше пред некое време. Многу поголеми навреди се случиле од ова. Ова беше, да, крајно малициозно и веројатно сакаше Исмет Рамадани да се извади од поразот кој му го нанесе Горан Момировски и условно кажано се и извади од тој пораз, затоа што сега никој не зборува колку Горан го поразил Исмет, туку сите зборат дека го изфрлиле Исмет, па кај неговите тој можеби ќе излезе негде како херој, затоа што еве му ја загушиле наводно слободата на говорот. Киновски, вие како адвокат и како борец за човек кој право веројатно често сте следеле вакви дуели и сте дали ова беше многу страшно што беше кажано од Рамадани? Да, Не Шефкет апсолутно. Исмет. Апсолутно, да, апсолутно. Значи, само да земеме на корелација со излегувањето на отец Никодим Царкнас, на Стојко Стојков, едниот во грчките медиуми, другиот во бугарските медиуми. Таму имате, значи, таму имате говор на омраза, таму имате водителот, значи, директно му влегува во зборот и за тоа што тој се изразува како македонец. Значи, имаме една компарација на односи. Овдека имавме пак напротив, учесникот како албанец наместо да врши промоција и афирмација на дека албанците имаат најмногу права во Република Македонија како малцинство во светот, тој значи не одвинува нас дека шириме национализам. Тоа е страшна работа, мислам ова никаде го нема, да, и треба еднашка за секојаш да се стави крај на тие работи и да се почне, ова е почеток, мислам. Виктор? Јас ќе дам еден
со една историска споредба. Тоа вие како кога Труман одлучил да фрли нуклеарна бомба врз Јапонија, американците прогласиле победа, а јапонците се прогласиле за жртви. И тоа до ден денеска е така, нели, кога се поклонуваат сите во Хирошима и Нагасаки, да не се повтори така натаму, а сите забравиле јапонците што направиле претходно. Тоа не е важно. Така сега има еден дел на структура кој што сака така да опрести Исмет Рамадани. Од втората ситуација, таа е законска, значи Канал 5 е јавен радиодифузен сервис со приватни пари и он исполнува три функции: информативна, образовна и забавна. Сега да не навлегувам понатаму во делот на законот, меѓутоа, пак кажувам, Иван Мирчевски со сета почит ја спаси Канал 5 од една многу непријатна ситуација што можеше да и се нанесе. Значи, Кој што ја нанесе Исмет Рамадани внатре. Рамадани е јапонците, а Мирчевски е атомската бомба. Не. Одреден дел на структура на медиумски здруженија кои што ја не ги почитувам, сака да го представа тоа така, дека Добро. Мирчевски искочил победни, дека Мирчевски го изфрлил, си ја спасил телевизијата, а го искочил жртва. Тоа не е така. Мировски? За мене воопшто не беше страшно, се чувствувам на многу пострашни навреди и многу пострашни дебати. Ето проблемот овде е во еден континуитет, не сакам да зборувам јас за албанци, македонци, турци, роми, срби, власи, бошњаци и така натаму, сакам да зборувам за ентитети политички. Исмет Рамадани беше таму како аналитичар, но всушност како советник на владата, и неговиот напад и злоупотреба на етничката припадност за да се спаси ситуацијата во која што западна сериозно во дебатата е континуитет. Ако сетите, пред 2 недели имаше вице-премиер Фатмир Битики, со така близок на СДСМ, потписател на СДСМ, затоа што Рамадани е близок на СДСМ, го обвини Матеја Петровски дека шири национализам, заради тоа што рече дека 4-5 врвни функционери во државата ќе бидат од ДУИ, што немаше етничка или конотација, но беше така промовирано. Го пробивме времето. Да. Јас реплика? ќе ве вратам назад во историјата радиодифузна. Во 2004 година, во 2007 се извинам или 2008 година, кога се случи планинска бура, имаше идеја да се одземе дозволата на Алса Тем телевизија заради нанесување на широк говор на омраза кон словенските племиња, славо-македонците и така натаму. 2 дена после тоа на македонската радиотелевизија, поранешен разузнавач, сега дали бил Кодош или не е важно, го заборив како се каже Иван Балбановски. Не е важно. Не е ни важно, ги нарече албанците дека гегите и тоските се племенски заедници, дека они се племенска заедница. Тогашниот Совет за радиодифузија донесе 2 одлуки, ги опомена двете телевизии, не отиде на страшни мерки. Тоа сакам да ви го кажам, значи не може ние се враќаме сега нешто што било во минатото, сега во 2023 како членки на НАТО повторно да го доживуваме тоа. И тоа е Исмет Рамадани како искусен политичар не смееше да си го дозволи да го. Следното прашање е, освен ако нема контрареплика, нема. Какви последици ова ќе остави врз јавниот живот? Златев? Ја препуштам времето за побрзо да заврши емисијата, пошто морам да го бањам малиот. Добро, Какви последици? Значи, веднаш јас прочитав една објава на Алсат, каде што одма завзема страна и бранејќи го, мисли, че ние сме Рамадани, како прво ова е почеток, мислам, почеток, баш читав една колумна, многу интересна, почеток на крајот на еврото. Морам да ќе ви ја пуштам баш, на еврото како платежно средство во Executive Intelligence Review извадена и многу интересна. Исто е ова почеток на крајот на еден период кога ние македонците од култура премолчувавме вакви работи. Значи ова е почеток на крајот на однесувањето на ваквото збеснато однесување во медиумите. Не може. Мора да има крај, едноставно. Треба да се знае ред, треба да се знае кој е господар во оваа земја. Значи и какви правила важат во оваа земја. Значи мора да владее правото.
Тоа е Кај господар во оваа земја е правото и македонци. Граѓаните. Значи граѓаните сите. Значи кога зборувам граѓани, зборувам за македонци, она што го спомна и сите што ги наведе Горан. Значи граѓаните и нивните права, а не овдека одредени политичари да имаат да си дозволат да шират национална нетрпеливост, да се платени од владата, мислам, апсурд. Борет Грозданов, ајде, вашите 30 секунди околу ова прашање, дали ќе остави последици? Ќе остави последици ако на дерогирана агенција за аудиовизуелни медиумски услуги или агенција за медиуми, што само секој месец се крсти, односно се моли на владата што поише да им се зголемуваат платите и да им се зголемуваат коефициентите и да кјути на оваа ситуација. Јас затоа би реков, има радиодифузна историја, значи наместо да излезат, па макар и Мирчевски да го казнат. Тука прво иде казна за Исмет Рамадани, а може би и за Мирчевски, од кај да знаеме сега. Значи да молчат, као се викаше оне филмот Стенли Кюбрик, очи широко затворени. Баш име гајле што се случува. И тука доаѓаме во она што го кажува господинот Менкиновски, значи граѓаните имаат агенција која што мора да ги заштити нив првенствено, затоа што таа агенција има прва работа што мора да ја научат е да ја научат дефиницијата што е јавен интерес. Ако ќе научат што е јавен интерес, до сега 10 пати ќе реагираат, а не да молчат. Иво Мировски, вие сте човек кој може би најмногу од сите новинари во Македонија учествува во овие емисии. Па последици ќе има дефинитивно, веќе има. Поларизацијата после оваа емисија е прилично голема на етничка основа. Последици има во тоа што многу луѓе ќе избегнуваат да учествуваат во дебата, што е посебен проблем заради тоа што ние претходно Грозданов спомена и Менкиновски дека многу луѓе не сакаат да учествуваат во јавниот дискурс заради тоа што прво преголема агресија има, второ нема култура, добро забележува Златев, и сега после ова луѓето нема да сакаат да влегуваат во било какви меѓуетнички тензии, лични да речеме, заради тоа што сите сакаат да си го зачуваат мирот. Кима сериозни последици кима. И сега доаѓаме до предпоследното прашање. Колкави се шансите Бугарија да спроведе една одлука на судот во Страсбур во корист на нашите луѓе таму? Огромни. Значи, како кажам, 100%, само треба време, значи, и треба притисок од страна на македонската дипломатија, бидејќи Бугарија ако не спроведе една од тие одлуки, од тие 17, значи, тогаш ја сече гранката на која седи Европската конвенција за човекови права, која е столб на Совет на Европа, се поништува. Значи, не се спроведуваат одлуките на судот во Страсбург. И имајте предвид дека ова е сет на одлуки кои се за иста работа повеќе наврати. И Виктор Грозданов на крајот, пред самиот крај, има уште 30 секунди кои приеска. Ги дужиме. Прашање за господин Менкиновски од медиумски. Ама не е за прашање. Не, смее прашање. Од медиумскиот аспект. Кога би дошла нормална ситуација во држава и кога нормално би се развиле медиумите, дали Бугарија би ни спречила на нас музички канали, поп, рок, со симфониски оркестар, джез и така натаму, и дали би спречувале песни кои што они ги викаат дека тоа се български песен од Македонија, а ние си ги рачунаме за наши. Посебно, например, ако идеме со хит на денот, ние не сме грци, бугари и срби. Апсолутно, да. Во Бугарија. Мислам, ова сериозно го прашувам. Да, сериозно. Прво во Бугарија, Они тврдат дека ќе ги пуштат без проблем. Македонците во Пиринска Македонија имаат проблем, не може да ја следат македонската телевизија како тука што може да се следи бугарската телевизија. Добре. И тој проблем е повеќе пати и во повеќе наврати, значи изложен пред нашите, значи и медиумски куки и одговорните тука во Македонија и меѓународната заедница, ама сите кјутат, значи и не зборуваат. Воедно во тој дел, значи јас сум ангажиран од една многу позната фамилија македонска, не би сакал сега да зборувам, значи за заштитување, значи на песните кои се препеваат во Бугарија од страна на бугарските пејачи, значи кои песни се авторски песни на македонци, кој македонец многу познат,
Значи Да на речеме- Воја Стојановски, значи Не само на конкретно, Воја Стојановски, да речеме на И сум ангажиран и Јонче водиме Христовски и водиме така постапки натаму, за на автори, заштитување. Тоа е оној дел, Сариевски. да, културно национално богатство. Тоа треба државата да си го утврди, значи имаме закон за културно национално богатство. Бидејќи, извинете што ме Да. прекинувам и се извинувам на сите Јо- тука. да. Затоа што повторно за оној мој велелепен гаф лик, како и да се викаше Маричич, он вика, ние кои ќе ги внесеме бугарите, гото Европска Унија тука све е расчистено, напротив. а у првата фаза у преговорите со Европска Унија се токму авторските права, Да. каде што наши автори, тоа се наши песни и каде што бугарите се апсолутни Да. Треба да го бањам малиот жити. се како да ги наречем. Добро, во ред. Шовинисти. Ајде Да, да да. ја приучуваме. Почитувајте Да. го времево, да. Да, се извинувам. Нема да го избањам детето, ќе заспие на бањето, да. Ајде, значи, ја мислам дека тука некаде треба да ја прекратиме емисијата. Траевме нешто повеќе од час време. Мислам дека се што требаше да биде кажано, беше кажано. Почитувани гледачи, јас ви благодарам за вниманието. Ова е еден нов концепт кој се најде нели на интернет и кој се надевам дека ќе ви го дека ги оправдува очекувањата. Се гледаме повторно наредната недела со нови гости. Во меѓувреме ние претпоставуваме малку ќе се подобриме и малку и ќе ја подобриме и нашата кондиција, нашата техника и сето тоа она што го гледате во нашето студио. Пријатно.